како да не наседнете на манипулација. Ова е тема што некој време размислувам да ви ја презентирам во обид да не да заштитам некој од вас, не дека на некој му треба заштита, секој има одреден степен на здрав разум, здрава логика да може да ги проникне работите, ама сепак сакам да ви помогнам да се избистрите и вие сами некои критериуми и начини на кои што ви гледате и согледувате работите, посебно во време кога сме бомбардирани со милиарда понуди на денот. И да ви кажам некои мои вака горки искуства кои што ми имаат прилично здрмано, па освестено за тоа како да си пазам во иднина. Едноставно, крај крајот, додека не се зезнеш и лизнеш на некои работи, не можеш да научиш многу, ама еве, ова се моите неколку искуства, каде што сум била изманипулирана да влезам во некој да ми биде, во некоја програма, некој да ми биде коуч или ментор. И кога ќе сватиш дека е тоа некоја измама и чиста манипулација, чувството е многу горко. Ако веќе си имаш некакви си моменти на ниска самодоверба, сомневање во себе и слично, тоа се засилува вришти на по 10. Ама од друга страна сваќам дека јас сум била некогаш во некоја ситуација, можеби и вие се наоѓате во некои ситуации каде што некој живот на борба се случува и туку многу ви е тешко што посакувате тоа да е вистина, посакувате да постои тој некој шорткат за еве конечно да ви пристанат мачењата и страдањата. И имам да ви раскажам примери што 2018 до сега некои се некако не се збори за него, напросто не можам да си поверувам каков ментален склоп сум имала, ми се случило тоа, ама се е добро кога добро ќе се заврши, нема некоја голема трагедија, освен неколку илјади изгубени евра низ целиот процес. Имаше една фирма, организација, поменам што е тоа, што упорно почна да ми излегува во моментот кога јас почнав да работам на себе. Кога почнав да работам на себе и на својот личен раст и развој, подобри навики и слично, пуштав разни YouTube видеа, каде што се збореше за утринска рутина, како да се натараш, како да изградиш самодоверба, просто нели, се што вклучува личен раст и развој. И така, сега знам дека конзумирајќи таа содржина, алгоритмот ми пуштал и вакви реклами, кои што фактички некој платил да одат на тие видеа, као пуштаја моја реклама на луѓе што се бават со личен раст и развој. И кога јас бев тоа почетник и главното нешто што го слушав на тие видеа беше дека се е можно, дека се што ќе си замислам можам да остварам, се е можно за тебе, се е можно за тебе, се. Не интересна книга, чекајте. Ми текна, морам да ви ја кажам после. Ова ќе биде клучно за главната поинта која ќе распретлуваме. Значи, као се е можно за тебе, се ќе оствариш ово и сега гледајќи ги тие видеа ми излегува оваа реклама каде што нели се е можно, приклучи се кај нас, ние ќе ти покажеме како, ќе ти објасниме. И јас тогаш немав одредено нека ќе се бавам со оваа професија, меѓутоа очајно се обидов да најдам нешто што ќе можам да го правам само 3 до 4 сати во денот и по можност не сите денови од неделата, затоа што во 2018 Јоана уште беше 18 и уште беше во тешка здравствена состојба, каде што имаше многу ангажман од моја страна и да носам по терапии, и да лежиме во болница. Значи, јас не можам да најдам да работам негде во канцеларија од 8 до 5. Просто морам да сум дома и морам да имам слободни денови колку ја што ќе си одредам. Значи, освен онлайн работа, што друго, нема ништо друго што би можело да бидам јас добар фит за некој работодавач. И сега излегува понудава, ние им помагаме на самохрани мајки или на мајки што се многу зафатени. Можеш да работиш кога сакаш, како сакаш, колку сакаш и започнуваат тие ветувањава и се тоа беше едно видео многу убаво сложено, каде што као стилу треба да се како беше, треба да се уплати $270 за не знам колку месеци од тренинг, каде што ние се ќе ти покажеме, ќе ти објасниме како оди, што оди, ти ќе можеш тоа да си го правиш после, ќе имаш некој што те води низ тоа, ќе имаш кого да прашуваш, ќе ти биде доделен ментор овона. И јас ги платив тие $270, највеќе затоа што пишуваше ако за 30 дена не си задоволна или нешто не ти ги сретна твоите очекувања, тоаш ние ќе ти ги вратиме овие пари назад. Океј, фер беше понудата, што има таква гаранција, полесно ми е да се впуштам во нешто и сега дечки одам јас таму и
Не добивам никаква обука, само ме викаат за да стигнеш до тие лекции мораш прво да ги слушаш овие видеа кои што се уште некаква си презентација и сега да присуствуваш на некои состаноци и јас онака окей, се очекувам да стигнам до едукацијата, ама низ тие видеа гледам дека они имаат разни левели, значи не е тоа едно левел ти да платиш $270 за нешто, туку имаш ако сакаш да бидеш сребрен член да платиш $4000, тоа годишно и плюс месечно по $270 чланарина и ти за тоа добиваш, не знам, готово, сценарио, све, тука маркетинг кампања, не толку земји можеш да продаваш. Уште не знам што продавам, уште не знам оно за што се работи, ова не ми е јасно. Па после, ако сакаш да станеш Gold member, треба да платиш $6000 и годишно, не знам, и секој месец ти е $270. Добро. И така малце по малце да не ги бројам са Diamond, таков, на крај се стигнува до Black member, каде што е $20,000 годишно и плаќаш месечно $270 и добиваш еднаш годишно ти е во цената да одите во Мексико, не знам каде, 10 дена сите од тимот и таму ќе ви прати некој тим билдинг и тука се ово она и за среќа тогаш почне некој еден на еден разговори ако имам потреба со ментор некој, ја закажувам за разговор, викам чекај тама целто ја, значи што ова Silver member, Gold member, Black member, значи ја што плаќам, што добивам, што треба да платам и кога ќе ми почне мојата едукација и најбитно што продавам јас, кој ми е мене бизнисот. За на крај да испадне long story short, да ствари тоа е класична пирамида, значи класичен MLM, значи овие не те учат ти нешто свое да се развиваш производ или услуга да го продадеш, како што јас мислам дека ќе биде. Туку е нивниот програм ти го продаваш на други луѓе, кај што она човек со 2 грама мозок може 2 и 2 да собере одма дека кај ти треба да им платиш на нив пример еве да кажеме $6000, сакам да бидам Gold member. Кај треба да им платиш $6000 на нив. Плюс да им плаќаш месечно $270 преку целата година. Ако следната година не ќе да плаќаш се ова доаѓа пропаѓува, никој ништо не ти враќа пари. Се за да добиеш некаков си ментор, што ќе те учи како ти да го продаваш овој програм на други луѓе. И са фактички јас треба после да седнам сестрами, другарките, ово и оно, и им речам слушај, ела ти биди тука Gold member, плаќај ти $6000 годишно и плюс плаќам $270 месечно и така после ти ќе носиш други и ја тоа ќе заработувам. Као јелта секој што ќе дое за Gold member, као ја ќе имам €3000 тоа. Услуга ли? Производ ли? Ништо не, тоа класична пирамида. Ти носиш некој да плаќа, па тој ќе носи некој да плаќа, па тој ќе носи некој да плаќа. Глупост жива. И одма сватив дека е се разочарав, добро. Сватив дека дефинитивно се чинеше за too good to be true и кажав дека не сакам да продолжам, кажав дека во рамките на 30 дена би сакал да ми се вратат почетните пари и они пробувам ако да ме видуваат ово, ама видоа дека не, без никакви проблеми, они ми ги вратија парите и окей. После тоа уште следните 2-3 години гледав такви реклами интензивни и тоа тие реклами ги правеа луѓе кои што веќе се согласиле да ги платат тие пари и се беа негде навака како од Холандија, Шведска, Британија, се од овие земји навака таргетираа, се позорјава во Германија, затоа се ми исклучила таа реклама, значи плаќаат луѓе кои што реално некако таква некоја инвестиција си ја споредуваат со една година нема на одмор додам и ќе го пробам да видам што ќе испадне. Нема врска, уште 2-3 години ги гледав, после тоа исчезна. Океј. После тоа имав едно фино искуство со коучинг. У принцип, јас верувам во тоа, верувам во коучингот и во менторството. После малце повеќе ќе кажам за тоа, зашто просто тоа некој ти крати пат. Че некој ти кажува за нешто што ти знаеш дека ти е битно да го оствариш, некој ти кажува тоа и тоа и тоа, направи го и ти кога ќе го направиш, ти се прави шорткат, ти се крати многу голем дел од пробување и грешки и тоа е вредноста во тоа да одиш кај некого. Ако си коучабол како мене и сотворен како мене, да отидеш да ти каже некој што да правиш за одреден полење и тоа е тоа. Нема тука филозофија, меѓутоа стварно на патот да се запрашува како тоа дозволено, на кој што ќе му текне да се излезе и да се каже јас тоа и тоа можам да го направам за тебе, а не може да го направи тоа за тебе без никакви последици тоа да биде. Сигурно кога дое време кога ова некако ќе биде регулирано, мада из целој онлайн медиумски простор не знам како би се извело тоа. Ама после тоа имав едно поубаво искуство, еден интересен коучинг, окей, и почнав уште да си барам такви кога ми заврши таа некоја си програма, си разгледував некои други и дознав за НЛП и за тој Ричард Бартон, кој што е еден од тројцата основачи на НЛП, не знам многу за ова, ама
У принцип слушнав дека он прави некакви настани во Британија, во разни градови, кои што траат по недела дена. И за недела дена коштат некако прилика околу 2500 фунти, тоа е малце повише евра. И за 7 дена они ти учат разни техники за репрограмирање во мотовона. И јас кога гледав видеото, дека они користат меѓу другото хипноза, и луѓе на сцена излагуваат што имаат нула ликовни вештини, нула музички таленти и слично, и под хипноза цртаат прекрасни слики или свират инструменти, прв пат пателе таков инструмент во животот, ама накаме тоа, дека има умот длабочина овона, и јас се хукнав на тоа. Зошто? Затоа што мислев дека можам да помогнам на Јара. Тоа беше 2019 година, и кога видовме онака со сопругов дека би што се прават на мозоциве на други луѓе, па нели ова може да се искористи во тоа да му помогнеш на некој како што е она, кој што имаше сериозни и физички и ментални предизвици. Ама нели не престануваш да си го бараш чарето. И ги прашавме ние на состанокот дали ако ние ги научиме тие NLP техники, ја уште не знам дека се бавам со ова, значи уште воопшто не се трудам да си најдам себе си професија. Јас само се трудам да најдам да детето да му биде подобро. И они викаат, не можеме да ветиме и да гарантираме дека вие ако ги правите на низа тие техники, дека тоа не ќе ја подобри состојбата, не знам како, меѓутоа дефинитивно нешто ќе направи. Значи тоа е едноставно она енергетски добро ќе се чувствува, вие ќе вместнувате, ќе изговарате работи што се во принцип правилни сугестии, значи нема да употребувате изрази типот на болна, посебни потреби има, туку некако другачи кога ќе почнат се изразуваат, она другачи енергетски ги примат тие етикети за себе. И не знам, така некако ни објасни во глава и не ни ветел луѓето брде и доледни, тама работа не се случи некој да не рече ќе оздрави, значи не налажеше никој, ама беше во насока на тоа, окей, можно за тоа и тоа да помогне. Сега што беше проблемот? Тоа беше декември кога нас ни ја правеа презентацијата, а настанов ќе се случуваше октомври идната година. Значи имаме 10 месеци размак. И сега јас треба да платам 1500 фунти за настан што ќе биде за 10 месеци од сега, а при тоа имам многу болно дете и стварно не можам јас да знам што ќе биде за месец, 2, 3 или година. И го изнесувам ова како загриженост, кога гледате, ние би сакале да инвестираме во тоа, и во нас двајца јас ќе дојдам, јас ќе го направам чекорав да примам таа едукација, после ќе му пренесам и на машми и да можеме да работиме на Јоана. Меѓутоа ние стварно не можеме да се обрзаме на ваков чекор и волку многу пари, во договорот гледаме тука дека нема поврат на средства. Ако ти се премислиш, ако пример им пишеш во јуни, се премислив, не си рачунаат толку и толку луѓе во сала и не ти ги враќаат парите. И они ни рекоа, ги даваме збор, као дека ако такво нешто се случи, ако нешто се случи да бидете во болница или што и да е, дека ние ќе ви ги вратиме парите, тама на работа ви имате така специфична животна ситуација и не би имале проблем со тоа, нема шанси да доживеете загуба. Добро. И се договоривме да платиме како капар, пола платиме тогаш и пола негде на кај пред да удри ковид, пред март, а во ствари таа година кога удри ковид, таа беше таа година кога на Јоана многу се влоши состојбата и останавме многу во болница да лежиме, и кога негде од прилика почетокот на март, она ни соопштија дека не сте добро, не е добра прогнозата, не сте добро работите и дека она ќе почине. Не се знае нели кога, може би за 1 година, може би за 2 години, меѓутоа според тоа колку се оштетени тие работи, не е можно телото да издржи многу долго. А ја веќе имав оплатена втората рата и им пишам на луѓето, како што зборавме во декември, за жал се искомплицира работата, ова и ова се случи со детето, ве молиме да ни ги вратите средствата, затоа што ние нема да можам да присуствувам, значи нема шанси до недела дена да оставам во таква ситуација да бидам во Лондон или Брайтон или таму каде ќе беше. И они не ќе да ги вратат парите. И почнува да се вадат на некакви си нивни клаузули, секојаш го праќаат исти мејл како реплај. Согласно со нашите интерни процедури, ние не можеме да вратиме пари. И сега се објаснуваме, се повикувам на разговор што го правевме тогаш, што ветја, како им раскажавме што се случува и они. Согласно со нашите процедури не можеме. Векам по тие процедури вие сте си ги напишале, као
не ви ги наметнал кралицата на Англија, значи тие процедури може да се сменат. Нема врска, се натегавме, више негде од прилика почнам да се простувам со тие пари, дека готово дадени се и така ќе поминат и ќе пропаднат, што најтрагично во меѓувреме ковид нели удри и општ локдаун и они воопшто не ни одржаа таа манифестација, значи по закон некој они треба да сите учесници што платиле да ми ги вратат парите затоа што ја не може да отидам заради Јана, ама никој не може да отиде заради светскиот локдаун, тоа немаше да се случи. Пази што се дешава. Значи, октомври пројде, они не го одржаа настанот и јас уште еден мејл праќам луѓе, состојбата со детето уопште не е добра, ја немам енергија да се бавам со вас. Сакате да вратите ги, сакате да ги вратите, меѓутоа се повикувам на тој разговор што го имавме во декември кога ја правев понудава и додека трае некоја таква преписка, јас сум меѓувреме овие беа значи некоја компанија што му организира настани на тој Ричард Бартон. И ја и на него му пишав и на неговиот тим да ги известам и они беа згрозени, вџашени, како може така, ние ќе ургираме, ама и они ништо не успеа да направат. Нема врска, тој главен беше на таа организација што ги организира овие работи, некој си Бернардо Моја, така се вика, на сите ќе го кажам, кој воопшто не намера да му го кријам идентитетот. Моја се пишува со Y, by the way. И тој фраерот, зашто не сакал на никој фактички да врати таа пара што платили луѓето една година напред за тој настан во она, и мене ме става тој кој што не ми ги враќа, на 4 ноември Јанчо починува. И недела две после тоа, јас им праќам документација она и викам луѓе, детето почина. Значи, по сите стандарди, ова ги одговара на тие договори ние што ги правевме во декември, што ќе се деси ако тој тоа. Значи, едното најстрашното да се случи, пострашно да не може да се случи и ви оставам со вас што вие ќе направите. Ви знаете што ми пишува назад? Некад почитувана. Според нашите интерни процедури ние не смееме да вратиме пари. Ама еве и имаме ваков курс од 7.000 евра и ваков курс од 9.000 евра и ние ќе ви ги дадеме тие курсеви на вас бесплатно да ги изводите, да некои онлайн курсеви, некоја едукација. Да се хвалам дека претходниот ден седнали, ја склепале така, направиле некои видеоци, ги ставиле, им ставиле цена 7.000 евра. Да, така се продава програм од 7.000 евра. Онака, како алва, кој сака ќе кој сите ќе го купуваат и демек они са мене поклон ми го даваат, кај да се осетам дека сум добила уште кој поголема вредност од таа што сум ја платила. И ја им беше не, јас не сум заинтересирана за курс, чао, пријатно, во време имавме тука, плаќавме, во Германија имаш опција да плаќаш, едно се вика Rechtsschutz-Versicherung, тоа е осигурување за правна помош, кај што си плаќаш месечно не знам колку пари, и кога дојдеш до некоја правна ситуација, имаш право да си земаш адвокат од таа фирма и бесплатно да ги решава работите. Пример, плакаш месечно 40-50 евра, не знам колку беше те, не сум ја по сметките. Ама, пример, плакаш некоја таква, некој паушалец, онака, секој месец по 3-40 евра, и кога ти притреба адвокат, не му плакаш на адвокатот 600-700 евра, колку што би те коштало иначе за некоја работа или совет, туку ти спаѓа правна помош кога да ти притреба. И имавме веќе онака услови да користиме таква правна помош и ја контактирав оваа моја фирма. Тука им кажав, се им прати преписка црно на бело, имам мејл, имам во мејл, ми пишале, да, почитување, ако нешто му се сличи на вашето дете, ќе ви направиме рифанд на парите, немајте кајле, значи не барам нешто што е апстрактно или што немам правна основа, туку она стварно. И погледна тој адвокатот и се нафати да направи случајот тоа и ама пошто нели тоа адвокатов во Германија, а ова се случува се во Британија. Он се исконтактирал со нивни некои си партнери што си имаат за вака за кога имаат од земја во земја сукоп, кај што луѓето истража, правеа, пуштаат нешто и за 3 недели стигна известување дека фирмата прогласила во меѓувреме инсолвентност, прогласила стечај и никој ништо не им може. Автоматски, значи, оди во стечај, сите долгови се виса, дека се живо и диво ги тужи, дека огромна хајка има против нив во Британија, дека се живо и диво им е љуто и слично, ама се лави. И онака тоа беше едно така по интересните, поздрмувачки искуства, така да ги кажам, и после тоа, се седнав сама со себе и си ги сватив кои беа црвените знамења, не ги истражив доволно. Тој Бернардо Моја, кога го видов на некој видео, и така и ми личеше на некој преварант, на некој што има капацитета да го направи
нема врска. Видно што видно некои им се среќа, се надевам дека за добро си ги искористили животот тие пари. После тоа, уште сме вака на тема, нели, манипулативен коучинг, имав ситуација со една девојка која што беше во тоа време почетник коуч, ама имаше толку пријатна енергија, толку беше фина. Ствари, незината енергија многу личеше на мојата, така некако многу смирена и ствари затоа бев привлечена да одам кај нејзе на коучинг и да работам со нејзе, да слушам што она има да ми предложи како перспектива и да си подобрам некои работи, нема врска. И она почна да напредува, да експандира. Јас се радував многу за нејзиниот успех, затоа што гледав дека го живее тоа што го кажува и дека де факто има резултати. И ми беше стварно мило за нејзе. Ама нешто се случи, како што и бива, значи вие никогаш не можете да ги идеализирате луѓето и да мислите дека они се нешто, не знам колку на пиедестал да ги ставите, а вие дека сте ништо, ни мали, ситни, затоа што луѓето се луѓе. И не се случи нешто што ми се случува на многу, а тоа е дека во моментот на малку поголем успех кој што на нејзе не е бил својствен, пари кои што она никогаш ги немала, значи направија сообраќајна несреќа во глава. Значи и се случи хаос и она се стана преку ноќ многу лоша. Она немам друг збор како да го опишам, она стана баш злобничка. И прво беше од типот на напред некои групи и многу и беа убави тие групи, премногу добри лекции имаше ставено натре и убава едукација, затоа до ден денеска се дружам со жени што таму ги запознав на таа едукација и сме си доаѓале дома, се дружиме до ден денеска, комуницираме, сме си купни пријатели, значи за тој дел сум бескрено благодарна. И она тогаш као за, не знам, 3 месеци заработи 15.000 евра. И тоа на нејзи беше прак кој што она само го фантазирала до тогаш. И сега еве и се случува, и сега и дојдоа жените. И она наместо да е хиперблагодарна за тоа искуство, да е хиперблагодарна што прво си нашла нешто правилно, нешто што стварно во согласно со нејзините таленти да го работи. Второ, дека има доволно жени што слушнале нејзината порака и што она одат по таа некоја нејзина мисија. Место да гледа како уште да работи на себе, да го продлабочи тоа, па не заради парите, туку заради моментот да расте, да се шири со цел да им помогне на уште поголем број на жени. И она, заради сите наши тестимонијали и таа некоја енергија што ние ја кажувавме дека е многу задоволни од нејзе, следен пат наполни на многу голема група, као 3 месеци после тоа наполни многу голема група, од која што заработи 55.000 евра. Тоа луѓе за Балкан ни тогаш беше шалав, нити сега е шалав. Зашо за Балкан, за Германија, за било кај не е шалав. Замисли ти да си во состојба да заработиш 55.000 евра за 3 месеци нешто што ќе го правиш, па тоа е стварно или имаш нешто стварно многу добро, или имаш стварно нешто многу добро на кој што им го даваш на луѓето и на луѓето им треба тој резултат. И тоа треба да биде основа за благодарност и за понизност и да си кажеш, јас ова треба сега да го претворам во мисија, треба да им помагам на луѓето. Не за и се случи некој спој во главата и она преку ног стана многу отсечна, арогантна, љута. Престана да ги слушува девојките на сесиите. Почна, кога они пријават некој проблем, за кој што породно со емпатија ќе го сослуша, ќе предложи решение и слично, почна да им го набацува на кај нив као не ме труи сега ти мене со негативова ситуација, услушав и демек ајде малце као похрабра, малце по-самоуверено решавај ги работите, дека оствари практично што си дошла тука да ми плачеш, уште тоа што не го кажува. А продава програм за решавање на некои проблеми, па нема ти доаат луѓе што немаат никаков проблем, се разбира дека ќе доаат жени во секоја ситуација. И почна наместо да ни ги објаснува лекциите како што породно тоа го правеше и беше преубава атмосферата и убаво беше да се присуствува на средбиве, почна секој втор муабет да биде ова е премногу ефтино, ја за оваа парава више не ми се работи, за оваа парава више не ми се работи, но буквално, знаете кога на македонски народни приказни и кога некој бил многу сиромав и му се молел на Господ и Господ дошол и му дал као многу пари, богатство, ово и после станал злобниот чорбаџија, наместо да она скромен и понизен до крајот на животот, ова е класика. Значи, девојка збориме што потекнува од многу низок старт. И финансиски, и секако, и со самохрана мајка, без татко, вакви животни ситуации, онакви, она. Значи, кој што буквално до пред година и пол работела за 300 евра плата, сега заработува 55.000 евра за 3 месеци, правејќи некој курс, кој што, пак ќе кажам, првиот беше одличен, да продолжеше да сега кој знае кај ќе стигнеше,
И она се фокусира на моментот многу ефтино го наплатила. Тоа беше, како беше, чекајте. Да, така беше. Значи, курсов и беше, дел од нив требаше да платат жениве, ако сака да платат 600 евра, дел од нив 1600 евра, ако платиш 600 евра, добиваш само лекции и присуство на сите овакви Q&A сесии заеднички можеш да доаѓаш, ама тие што плати 1600 евра, добија плюс 10 1 на 1 сесии со нејза. И сега пола платија вака, пола платија така, и затоа се фати на кареко 55.000 евра, и сега не знам малце и се. И као, јас за овие пари овие што не го правам, јас за овие пари не го правам, ово, и така нешто дрска, ово, луѓето почнаа да се откажуваат. Почнаа као курсот незавршен, почнаа да се откажуваат, као не ќе ја ово, и почна некој таков негативен муавет за незе и репутацијата многу брзо се руши. Значи, кога ќе почнеш да правиш такви работи, автоматски сите ќе дознаат, посебно во мали земји како нашиве, Македонија, Хрватска, Србија, Словенија, мислам, интернет небото толкава, значи не може да не се дознае. И тоа беше така една ситуација каде што се тргнав ја последна страна, ја прекинав да работам со незе. Значи, беше едно такво искуство. Многу имам да ви поделам, од друга страна па имам и преубави искуства со коучеви, до ден денеска работам со луѓе други, имам ментор. Сум зборала 100 пати дека Ладни бев кај Драга Влах цела година, за оваа година исто така цела ќе продолжам кај него. Се што вети во разговор што го правевме се исполни, дури имаше и over deliver, дури повеќе од тоа. Така коуч претендирам и јас да бидам. Не претендирам, туку сум, значи никогаш не ми се случило на никој да му ветувам брда и долини, да му ветувам некакви си грандиозни суми дека ќе заработи или дека ќе го спасам јас бракот, еве јас ќе бидам спасителот на бракот. Пази, на никој му доаѓаш во животот што има 30 кусур или 40 кусур години и гради однос од некоја своја особа, партнерка толку многу години, ама егово од оваа страна, не, јас сега ќе влезам и тука цак за 3 месеци ќе ви ги средам сите работи. Значи тоа не може да се случи. Не може никој да ти направи дослада за 50 кила за 2 месеци. Не може да ти направи да заработиш 1.000.000 евра за 2-3 месеци. Не може. Тој успех од тие размери, че сите тие работи што нема кој не ги сака, значи се постигнува низ многу време, со многу работа, со многу менување на навики, идентитет, однесувања, и не може да е преку ноќ. Никого не му се случило до сега во светот, нема ни нас да не се случи. Ама, пак како да се навратам пак на моментот од почетокот што го кажав, ја сваќам дека некогаш некој од вас е во позиција која што очигледно ви треба да верувате дека тоа е можно. Последната ситуација што ми изтригерира, уствари ми даде идеја да седнам да направам муавет со вас на оваа тема, е една реклама што ми изоде на Инстаграм пред некоја недела, каде што дечково оди по плажа, нели сите као животниот стил кој го продаваат, работам од кај сакам, колку сакам во везна на плажа. Значи не може на друго место, во друг сетинг, вака особа не, тоа не е доволно јак лајфстайл, мора да сме на плажа. И оди вака по плажа и се снима и го кажува следново. Пред 6 месеци бев бездомник, немав скршена пара, немав љубов, не зборев со семејството, немав работа, се осеќав вака, се осеќав така, бев во депресија, тарарара. Но пред 6 месеци го открив овој метод, кој, питај Бога, треба да кликнеш на линкот да видиш кој, и откако го открив овој метод, во последниве 6 месеци, тежно не го изговорам, изградив thriving бизнес, имам работа со не знам си какви клиенти од цел свет, работам кај сакам, колку сакам со мојот лаптоп, ева као сасим на плажа, ја најдов љубовта на мојот живот и не знам уште што направив. И она ми падна мрак на очи кога го видов тоа. Затоа што имам неколку проблеми во врска со ова. Не го поставам прашањето дека ова е толку многу прозирно и фактички не треба да се нервирам, потому што нема голем број луѓе што ќе се изложат и што ќе наседнат на ова. Меѓутоа, самиот факт дека од друга страна проаѓаат вакви работи е вознемирувачки од аспект на тоа како луѓето сакајки очајно да излезат од својата сегашна ситуација, се во состојба да поверуваат на такви екстремни ситуации. Дечки, нема шанси. Шанса нема. И пазете, ова доаѓа од некој што верува
има луда верба. Ја имам луда верба. Вие да ги видите моите vision бордови. Да видите што ја пишувам на Сабајлева journaling. Вие ќе мислите дека сме сметната од думот. Јас имам многу верба и верувам дека е возможно да направиш и thriving бизнис, и милиони, и вили, и да живееш на плажа, и да работиш само 2 сати на ден, и да си ја најдеш љубовта на твојот живот. Стварно верувам дека тоа можно за секого од нас, не за тој тип, не за мене, за секој Божи човек од која сака точка нека потекнува. Ма нема шанси, теорија нема тоа да се створи во 6 месеци. Теорија нема. Заради тоа што значи thriving бизнис? Thriving бизнис значи дека ти имаш бизнис кој што генерира многу голямо количество на приходи. За тој да биде thriving. Како тоа ти ќе го направи за 6 месеци? Не може. Тебе ти треба 2-3 години бренд да изградиш, бедичко. А после тоа да бидеш ти некаков си thriving што и да е. И плюс, кај што си забидете се вака, значи сега сме февруари, сега ти денес како почнуваш бизнисот, намисли како wonderkid треба да си за 6 месеци сега, што е март, април, мај, јуни, јули, да 1 јули твојот бизнис толку јако да тера, што веќе не си ти потребен тамо, не си потребна, веќе не се појаваш на работа, а работат као твоите вработени, а ти у Мексико. Бре, што wonderkid ќе беше тоа, значи, ајде и да ти го почнеш тој thriving бизнис. Ти дори не го ставиш на нозе него, 3 месеци, 3 години, 4 нема да мрднеш од таа твоја канцеларија. Не може. Како може нештото да работи, а ти да не си таму и од тој бизнис да биде thriving. А после да ги ставиме под знак прашање сите други работи, дека имало време да излегува, за да си најде партнерка, која што партнерката на неговиот живот, како си развивал ти thriving бизнис во последните 6 месеци, не си мрднал нигде. 15 сати си работел на ден, си работел сабота, недела. Јас кој што во моментов развивам thriving бизнис, знам what it takes. Знам дека вклучува многу работење саботи, работење недели, кого зезате вие, кого лажете. И што ме стригерира од се е тоа дури некој да нашол таа формула, дури да го нашол тој начин како се прави, како се покажува, не може тоа. Тој совет да кошта $18. Не може. А на крајот на рекламата е кликни тука и те носи ваму и таму да се запишеш ствари на некоја апликација, каде што ќе слушаш секој ден совети од него, по 7 минути лекција, не знам што, тоа кошта само $18 месечно. Бре. За да он да пренесе таков животно важен совет со толку огромни резултати што може секој да ги добие, значи тоа не може да кошта $18 во ниедна паралелна реалност. И тоа така многу ме стригерира, особено за тоа што стигнуваме до книгата што се запишав на почеток кога почнам со зборувањево. О книгата The Fast Lane Millionaire, таа прочитата од MJ Марко, ќе ве стреса вака за рамена. Значи книгата кога вака за рамена, некој те држи вака те стресува, може да се разбудиш во твојата реалност од тоа што можеш. Прво, зашто ти треба ментор и зашто ти треба коуч. Второ, што треба се очекува од тие програми. И трето, како можеш да ги препознаш овие манипулации, затоа што човекот убаво си кажува, значи нема шанси за неколку месеци некој ти направи такав резултат на тебе. Шанса нема, просто нема. Ама дека на тие таквите многу луѓе ќе потпаднат и ќе ги платат тие $18, $200, колку и да е, затоа што си ти можеби во некоја ситуација кога што очевидно сакаш да ти се реши некој проблем и поверуваш на тоа, или си оној тип на особа, знаете кој друг тип на особа попаѓа таму, што сакаат многу да имат резултат, ама да не прават многу акција. И они си мислат дека, така, само ќе си кликнам 2 пати негде на некој пост, ќе направам, само 2 сати на ден ќе работам и после ќе бидам на плажа во Мексико цело време, а бизнисот сам ќе се рола, сам ќе си работи. И таков тип на луѓе кои што стварно веруваат дека со многу малку акција може да се постигнат многу големи резултати, ама ќе си дојдат, ќе продолжат да прават такво нешто и на крај самите ќе се ударат во зид и ќе видат дека не е можно тоа. И Fast Lane Millionaire книгата е многу добра. Значи, пазете. Отворете очи и верувајте си сами на вашиот здрав разум, вашата здрава логика. Јас верувам во коучинг, верувам во менторство, верувам дека тоа го крати патот да постигнеш многу работи, дека ти носи многу accountability, дека кога работиш со коуч не може да се откажеш туку така лесно од твоите цели, твоите соништа, дека кога работиш со некој коуч многу доследно ги правиш вежбите и задачите и се што треба да правиш во текот на денот и за ти доаѓа до резултати. Јас например во моите програми следно ми искуството. Значи ќе правам муабет со некоја жена и она ќе рече, оке, кога ти следната програма, јас ќе речем еве сега на 17 февруари. А сме биле да кажеме пред некоја недела од сега.
И она вика, добро, важи, пишиме, сакам да влезем во твојата програма. И влегува во програмата и 17 февруари уште не е ни доеден, меѓутоа тоа убаво исчекување дека сега следи раст, следи нешто, ќе научи нешто што не го знае до сега, ќе презентирам вакви лекции, ќе работи во група, ќе запознае like-minded жени, веќе нези доаѓа некоја мотивација, некоја инспирација, она веќе минува многу работи во својот живот, уште не почната програмата. И често ми се случува што уште пред да ни почна програмата жени вежбаат, припремаат CV готово, собрале храброст, сега више ќе аплицираат на друга работа, почнуваат оваква навика, онаква навика, градат доследно, се појавуваат вака на социјални медија, ако долго време си планирале да прават некој паралелен бизнис или бренд да градат или некоја додатна заработка си направат. И затоа често кога ќе ме прашаат, добро, ма што им правиш ти тално во групата, јас стално викам, ги вадам од шини. Значи од шини ги вадам. Значи во оваа група моја, во програмите, се прави толку многу конзистентна акција и конечно се оние дисциплинирани, како што не биле со месеци, со години, да прават конзистентно некоја акција и од тоа им расте само довербата кога гледаат дека си го исполнуваат ветувањето сами на себе што си го дале и тука самите се тераат, се ставаат на 100 на саат. Самите себе си даваат таква задача, без јас да ги натарам, они било што да прават. Јас сум возрастна, они се возрастни, што имам јас да ги терам, не сум мајка или нешто, онака да ги условувам, да ги карам ако не прават. И они сами се ставаат со 100 на саат, конзистентно и доаѓаат резултатите. Нормално дека доаѓаат. Кога ти правиш нешто, секако дека резултати доаѓаат. Јас верувам, значи, во себе ова, јас никош нема престанам да инвестирам во себе на ваков начин и да наоѓам коучови кои што знам дека ќе ми помогнат да си ги остварам моите цели. Меѓутоа, гледајте убаво кој нуди, што нуди, на кој начин го нуди, каква им е енергијата што ја емитуваат. Често пати луѓето носат за себе многу црвени знамења, ти знаеш нешто вака тука во желудникот ти кажува дали оваа особа е легитимна или е некако преварант во прашање. Тоа едноставно секој на себе мора да се верува на својот здрав разум и здрава логика. И дека не може никој за 6 месеци да направи милионер, не може никој за 3 месеци да направи да ослабеш 50 кила, наплатам $5 месечно за апликација. Значи тоа не може. Секој има право на блескав маркетинг да прави, да ветува брда и долини, меѓутоа вие си имате сите пристап до вашиот здрав ум и здрава логика за да не бидете наседнати. На толку многу понуди, ако вие сте некоја особа која што стварно сака да се инвестира во себе, поднекогаш ќе нагазите на нешто вакво, ќе се лизнете, меѓутоа сега тоа. Пример, сите вакви работи што мене ме лизнале, ме изитриле на начин да можам сега убаво да провидам со кој си работа, и да ги поставам правите прашања што на самата сесија. Точно објасни ми на кој точно начин ќе ми помогнеш. Која е гаранцијата? Нудиш ли гаранција? Што ако не успева за мене? Ама статистички успева, не ми кажете ми статистички. Кажи ми за мене конкретно, ја како Маја Стојчевски, што ќе се деси ако ова за мене не успее. И така натаму, значи, така ќе повторам моментот дека знам дека во некои ситуации ви е потребно да варувате, дека постои некаков си шорткат и некаков си магично решение што друга особа го знае, вие не го знаете да ви го даде. Меѓутоа нема шорткат, само има конзистентна работа, конзистентно подобрување на себе си, конзистентно градење на добри навики, конзистентно превземање на одговорност за својот живот и гледање во сите ситуации кај вие сте убедени сте дека сте во право, а ако изанализирате во таа ситуација, па не знам баш што ќе испадне на крај, дали стварно ќе испадне дека сте во право. Јас затоа ги викам моите потенцијални жени, пред да ми станат мои жени во групата, се тоа потенцијални жени, затоа секој од нив ја викам на еден разговор пред да влеземе во групата, за да си ги објасним убаво очекувањата. Јас исто така на високо ниво во мојата работа и нудам гаранција за поврат на пари. И со договорот уредено пред да почнеме да работиме заедно, објаснувам што можам да направам за тебе и се обврзувам во договор дека нема да сум како Бернардо моја, кога ми почина детето и се направија на тошо и ми пропадна 2.500 фунти, иако ветија дека ако нешто се деси ќе ги вратат, туку дека точно расчистуваме ова и ова и ова од мене може да го очекуваш, точно тој разговор го слушам и како филтер за на некого што може да му помогнам. Сите тие разговори со моите жени не завршуваат со понуда. Дури они ќе ми речат, кажи ми за групата, јас викам не, оваа група само дополнително ќе те изфрустрира и ќе ти зголеми на твоите проблеми, не си за кај мене.
ви предлагам вакви решенија. Затоа што морам јас да проценам дали можам некому да му помогнам и ќе му понудам нешто само ако можам да му помогнам, а не ај ти влези, ај само дојди ти, значи не се работи тука за бројка. И се надам некога на некој ниво вака ви донесе користи, освестување и вака вие малце поубаво да видите што има околу вас, кој што ви нуди, во што би можеле да навлезете, а после тоа да се каете и слично. И за крај само да ви кажам за мојава нова група. Значи почнуваме наредниот вторник, тоа е 17 февруари. Тогаш почнува новата група и ако влегувате до тогаш окей, ако не останувате надвор групата, немојте, како што ми се случувало во минати групи, да ме челенџувате и да ми пишете на 18 февруари, 17 февруари, 19, 20, да прашате дали тогаш може да влезете. Не, во оваа група што ќе почне на 17. На 17 сите заедно го почнуваме процесот, онбордингот, договараме правила на игра, договараме како ќе ни изгледаат наредните 3 месеци заедничка работа, договараме кои резултати ќе може да ги очекуваат на маса, а сите што ќе дојдат после тоа, значи оваа група веќе ќе биде затворена. Имајте си убав ден и до многу скоро со некоја следна тема за лайф. Чао!